Ova nedjela svi ja zname pod imetom nedjela na Mitarovskih farisejev. Imeto na ovoj den današnji se dobiva od evangelskog čitivo što se čita na današnji den. A to čitivo vo sebe ja sadrži parabola ili prikaskata što Hristos im ja kaže na svojite učenici. I vo ta prikaska što Hristos njim i nam nija kaže, nija kažuva, veliki večni prezente vreme to vo koje što žive Svetata Crkva Božja. Sodržano je suštinsko to značenje na današnji praznik. Zašto imeno stanuva zbor? Hristos im raskaža za dvajca lude ko što vlegle v golemi od Jerusalimski hram da se moli. Jedni od njih bil farisej, a drugi od cvitar, odnosno po profesija carinik. Mitarot zastanao nasproti oltarot vo jedna poza koja što oddava čovek koji što previsoko misli za sebe si. So dignat pogled ko nebo. I počnao da prinesuva molitvu. Така što toj sušnost i ne se mole. Туку се пале od sebe si pred Gospoda za site svoji postignuvanja, doko što došao ne bare vo imето Gospodu. I to je zborovao za svojite doblesti, a ne za svojite slabosti. Zato kako gi isполнio целостно заповедите Божи, и токму според тоа му вели на Господа, јас не сум како овој митар. Се споредува себе си со еден друг човек и брат свой, за кого што ништо не зна, освен може би за неговата професија. Го понижува него, за да се истакне себе си. И што е поважно од се, тој не пропушта редовно да го плаќа десетокот на синагогата. За истото тоа време, или во истото тоа време, некаде во дното од светиот храм, на колено седел митар. За него Христос вели, дека бил скрушен, смирен и кроток. До тој степен, што не си дозволувал себе си да ги подигне очите своји кон небото, сметајќи се себе си за длабоко недостоен да стои со лицето свое пред лицето Божие. И удирајќи се во градите, исполнет со тага и покаяние, го молео Господа да се смилува
над него грешни. Крајот на оваа евангелска приказка Христос го завршува со заклучокот, дека нему му изгледа, дека овој вториот, митарот, ќе си отиде оправдан во својот дом. И гледајте, не случајно, Светата Црква Божја ова евангелско четиво го чита токму во оваа недела. Зошто? Затоа што во оваа недела и со оваа недела започнува подготвителниот период за празникот на големиот пасхален пост. Во постот не може да се влезе како фарисејот. Претворно, лицемерно, криејќи се себе вистинскиот, своите слабости, своите падови, своите неуспеси и лажно представувајќи се пред сите други во сосема подруга светлина и притоа заборавајќи дека стои пред Бога и дека Бог се знае за него. Во суштина, таквите претворни верници се скриени атеисти, безбожници, кои што заземаат позиција и став не само луѓето, туку и Бога, ако е можно да го преварат. Но само тоа е, рековме, неможно. Вистинскиот човек, човекот докрај свесен за себе си, за сите своји слабости, за сите своји падови, најпосте и за свеста, дека е грешен затоа што е несовршен. Излегува пред Господа со намера да му каже дека себе си се познал, онако како што Господ него го зна. Да, Господи, јас сум никаквец, слаб. Подигни ме, Господи, од каота на мојот живот. Помогни ми да не сум таков. Дај ми мудрост и сила да се променам. За таквиот човек, за човекот кој што живее во покаяние, денес славениот, гораст Отец на Светата Црква Божја, Јован Златоуст, архиепископот на Константинополис, вели дека е најубавниот човек. Човекот кој живее во покаяние е најубавниот човек. Тој живее така што ги отвара вечните перспективи на својот живот. Живее како човек кој што знае дека не е тоа што е сега, во овој момент, туку треба да биде тоа за што е создан. Треба да биде преобразен и совршен, имајќи го за своја мера безгрешниот и несмртниот Бог, живиот Бог на Авраама, Исаака и Јаков. Тоа треба да биде секој од нас. И на тој начин нелицемерно, искрено,
со чисто сърце, да му пристъпи на братот свой. И братот нему на ист начин. И тука некаде ќе се сретнеме. Ќе се сретнеме во Христа Господа. И ќе соградиме цврста и нераскинлива заедница со Него. И ќе стапиме во совршена комуникација со совршениот и несмртен Бог. Зашто нашата иднина и нашите перспективи е животот несмртен. Животот на човекот според Богочовекот Христос. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, деновиве Господ го повика и го влитали, длабоко верувам, во градот небесен, еден од најдобрите млади пастири на Светата Црква Христова, протоерејот Горан. Сите вие имате, може би, лично искуство за него или сте слушале за него. После тешко боледување тој ја доживеа својата Пасха, својот премин од овде таму. И остана пред нас како пример, добар пример што треба да се следи и како христијанин, и како прекрасен сопруг, и како извонреден и нежен татко на 3 прекрасни дечиња, кои што се сега се разбира сами со нивната осамена попадија. Едното од 3 дечиња е момче со посебни потреби. Него отецот особено многу го сакаше и му се посветуваше. Јас сум жив сведок за таквиот пожртвуван однос на таткото кон своето страдално дете Јован, а потоа Теофан и Гавриел. Тој на сите нас одлично ни служеше, служејќи му на Бога, и велам безпоштедно служејќи му на Бога, иако имаше и големи проблеми со своите очи, но никој тоа не можеше да го забележи зарад безпоштедноста во себе давањето заради Христа Господа. Зошто се тоа ви го кажа? Пред се за да ви посочам еден извонреден пример на православен пастир и да признам дека со неговата смрт црквата се осиромашува за едно потенцијално светило облечено во манту. Но сега неговите остануваат и ние не треба да ги заборавиме, онака како што тој нас не забораваше до последниот див во својот живот. Сетам дека треба, како литургиска заедница, да го имаме во нашите молитви секојдневни, зашто сепак човек беше од крв и месо, а тоа значи дека е неможно да се биде тоа, а да се биде безгрешен и совршен. Нашите молитви ќе му требаат на Отец Горан. На неговата чудесна попадија Лилјана и на неговите 3 дечиња Јован, Теофан и Гавриел. Но
Тие остануваат сега сами заради тешката болест, тие беа изложени на огромни материјални трошоци. Секоја се наоѓаат добри луѓе кои што подаваат рака и помагаат, но тој неколку месеци не можеше да богослужи и да сме извршува својата работна задача во Светата Црква, од која што, меѓу другото, и го заработуваше лебот на својот катардневен живот. Па јас сакам да ве замолам, ние како литургиска заедница, да покажеме љубов и возврат спрема неговото семејство. Барем сега кога им е најтешко, да не се соочуваат со елементарни екзистенцијални потреби и прашања. А секој, колку му дал Господ, добро е да издвои нешто од тоа што го нема и самиот, за да го помогнеме парично ова прекрасно свештеничко семејство. Оние што можат, колку што можат, ако имаат и колку што имаат, добро е на братот наш Димитри да му приложат. А потоа ние ќе ги собереме сите тие средства и ќе најдеме начин како да ги испратиме до ранетото од смртта на нивниот возглавител, семејниот патриарх, отецот Горан, семејство. Верувам дека сите вие ќе сакате да ме послушате и да помогнете по мерата од вашите вистински можности. Се разбира, меѓу нас има браќа и сестри кои што не само што не можат да помогнат, туку ја заслужуваат нашата помош. И моите зборови, мојот повик кон нив не се однесува, да се разбериме. Само кон оние кои што можат дел од она што велам и сами да го немаат од устата своја да изуват и да го прегарнат семејството на овој чудесен, Христу Богу верен и доследен пастир Горан. Амин. За многу години.